Врховниот суд на Република Македонија на општа седница утврди начелен став дека државата, согласно националната и меѓународната правна регулатива, е должна да обезбеди здрава животна средина, вклучително и чист воздух. Со непреземањето соодветни мерки од надлежните органи, се повредува уставно загарантираното право на граѓаните на здрава животна средина, што им дава право да поднесуваат тужби. Двајца граѓани веќе поднеле тужби до управниот суд, барајќи државата да донесе стратешки акционен план за заштита од енормното загадување на воздухот. Правото на здрава животна средина е утврдено со член 43 од Уставот на Република Македонија. Потрагата по исчезнатите лица во поплавите и свлечиштата продолжува во подрачјата на Бутуровик поле и сливот на реката Неретвица, според оперативниот центар за цивилна заштита на Херцеговско-неретванскиот кантон. Досега, во општините Коњик, Јабланица и Фојница загинаа најмалку 22 лица. Целата тешка механизација е насочена кон расчистување на патиштата, додека во тек се санации на водоводната, електричната и телефонската мрежа. Евакуирани се 330 лица од загрозените области, а снабдувањето со лекови, храна и други потреби се врши редовно. Ураганот Кирк се движи кон Европа и се очекува да предизвика значителни штети и нарушувања во северна Португалија и северозападна Шпанија. Според метеоролозите, ветровите ќе достигнат брзина меѓу 100 и 145 км на час, со можност за поројни дождови. Очекувани се оштетувања на инфраструктурата, прекини на струја и блокирани транспортни линии. Кирк ќе продолжи да влијае и на други делови од Европа, вклучувајќи Франција, Германија, Швајцарија и Белгија, каде што може да предизвика поплави и свлечишта во планинските региони. Се очекува и силен дожд и ветер во делови од Обединетото кралство. Унгарскиот премиер Виктор Орбан, при своето обраќање во Европскиот парламент, истакна дека илегалната миграција води кон зголемување на антисемитизмот, насилството врз жените и хомофобијата во Европската унија. Тој предупреди дека Европа се соочува со еден од најсериозните моменти во својата модерна историја и предложи решавање на миграцијата преку жаришта надвор од границите на Европската унија. Орбан, исто така, ја критикуваше политиката на Европската унија кон војната во Украина, истакнувајќи дека е потребна поинаква стратегија за постигнување примирие. Тој го нагласи значењето на проширувањето на Европската унија, посочувајќи ја Србија како клучен фактор за безбедноста на Западниот Балкан. Јужна Кореја соопшти дека постои голема веројатност неколку севернокорејски војници да биле убиени во Украина, каде што биле испратени да ја помогнат на Русија. Министерот за одбрана на Јужна Кореја, повикувајќи се на информации од јужнокорејските медиуми, изјави дека се верува дека меѓу севернокорејските офицери и војници имало жртви под различни околности на украинскиот фронт. Сеул, исто така, очекува Северна Кореја да испрати повеќе војници за поддршка на Русија, во контекст на потенцијален воен сојуз меѓу двете земји. Според медиумите, Северна Кореја веќе испорачала големи количини оружје и проектили на Русија, додека украински извори тврдат дека 6 севернокорејски офицери биле убиени во ракетен напад во Донецк минатиот четврток.